Овие денови времето е навистина променливо. Сонце па дожд. Ако не ви одговара и вечерва за прошетка, може да останете дома следните 60 минути и да не изгледате нас. Ќе бидеме интересни и корисни како и секогаш. Во продолжение токму ќе видите за она што ќе следува. Останете со нас. Жените, знаете, се шминкаме, пудри, остатоци и така натаму. Препорачливо е на месец, максимум до месец и пол, еднаш да се направи класичен третман за да се исчисти лицето од мртвите клетки. Секи е од целофан. Значи, мојот прв надимак, уствари, основата на димакот е целофан. Правев гимнастички вежби кои ја се виткаш као целофан. Исто имаме како предјадење салата, која што сега кинеската салата, оние долгиме салати кинески, ги има и на нашите пазари и секогаш кога има сезонски, ние ја ставаме во нашето мени. Еден третман од 8 третмани вкупно, нехируршки лифтинг, кој може да се изработи од прилика во текот на еден месец. Во дерматовенеролошката ординација Skin Solution разговараме со доктор Наталија Јорданова Траевски на тема анти-ејдж третмани. Докторке Наталија, областа анти-ејдж во последно време е многу актуелна. Се попопуларна и се повеќе луѓе се заинтересирани за тоа. На што се дължи тоа? Да, навистина е така, значи со секоја измината година самиот интерес од анти-ејдж третманите станува се поголем. Впечаток прави што со секоја година и мажите се повеќе третмани прават. Интересно е дека има едно предвидување дека до 2020 година се поголем процент од машката популација ќе оди по анти-ејдж третмани и естетски третмани како филер, ботокс, лазер и така натаму. Самото тоа се должи на затоа што во последните години навистина областа на естетската дерматологија многу интензивно се развива. Значи многу нови апарати со многу можности, многу функции, нормално самите пациенти читаат, се интересираат и секој од нас би сакал да примене некој анти-ејдж метод нормално за да се отржи својата убавина што ја има или на некој начин да се помлади, така да нормално е дека интересот се повеќе и повеќе се зголемува затоа што самото време ни го наметнува тоа. Така. Ние овде одбравме неколку прашања кои што вие често ги добивате. Да. Што е она што постојано луѓето прашуваат и зошто? Значи ли дека и во вашата ординација најчесто луѓето се заинтересирани за анти-ејдж третманите? Па да, на прво место навистина како најголем број прашања што ни се поставуваат се за анти-ејдж, на второ место за акне, затоа што акнето е доста честа проблематика. Многу прашања стигнуваат од областа на анти-ејджот затоа што некои од пациентиве се премногу информирани, некои се во дилема, да, некои навистина малку информирани, некои се во дилема што е подобро бидејќи изборот на анти-ејдж третмани, како што кажав, самата технологија и нова апаратура што ни ги наметнува навистина е преголем. Така да сами не би ни можеле да преценат што точно е потребно за нивната кожа и од тука нормално следуваат голем број на прашања. Затоа е најдобро прво да се направи една дерматолошка консултација, бидејќи пристапот кон секој пациент е индивидуален и зависи од нормално кожата и состојбата на кожата кај секој човек е различна. Затоа денеска решивме да направиме како на анти-ејдж консултација со цел да одговориме барем на мал дел од прашањата кои што така, на мал дел кои што верувам дека многумина се засегнати и конкретно овие прашања кои што ги одбравме заедно се во онаа возраст која што најчесто веќе луѓето ги интересира и сакаат нешто да променат. Така. Например, еве едно прашање гласи: имам 38 години и досега немам одено на третмани. Се повеќе сум загрижена за брчките кои ми се појавија од пред неколку години, но страв ме од инекции. Дали може да се реши мојот проблем без инекции и дали има влијание тоа што досега воопшто не сум била на третмани? Инекции звучи страшно, да. 35, така 38, да. Тоа што воопшто не одено на третмани, да, до некаде има влијание, бидејќи кожата све памти, навистина све памти, така да, но сепак со оглед на возраста не е доцна. На 25-та година најдобро е да се стартира со првите анти-ејдж третмани, од 25-та 26.
затоа што самата количина на колаген, на еластин, на фибробласти од 25-та година почнува да намалува. Тука е важно да се фати моментот да се прави превенција, нели? За да се спречи, а не да се лечи. Но поголем број од жените и мажите бараат решение на проблемот од кога веќе е појавен. Да. Така да 30, да, така е. 38 не е некоја голема возраст, но вистина кожата памти дека не е правен никаков третман, но со обзир на возраста јас не би препорачала, нели, како прв анти-ејдж третман и веднаш да инекции. Не само што пациентката има страв од инекции, но и да не се оди веднаш на инвазивната техника. Сепак тоа е релативно млада личност, така да постојат многу други анти-ејдж третмани. Овде можам само да бројам неколку од тие, а сепак за определената личност кој точно ќе одговара, кажав, зависи од фототипот, да, навистина, од состојбата на кожата, сува, комбинирана, дехидрирана и така натаму. Така да тоа е индивидуално, инаку постојат доста третмани што ние ги правиме анти-ејдж, овде спаѓа мезопорацијата, зборувам за све без игла, нели, зашто така е прашањето. Мезопорацијата, хемискиот пилинг, кај што постои и лифтинг хемиски пилинг, и анти-ејдж хемиски пилинг. Друга метода е радиофреквенцията, криотерапијата, АХ-терапија, тоа е еден вид хемиски пилинг со алфа-хидроксикиселини, така да постојат доста третмани што навистина анти-ејдж се изведуваат без инекции, со консултација се определува кој точно е најсоодветен за определена личност. Така. Следно прашање имам 45 години и редовно одам на класични третмани, но не сум задоволна со нив. Дали се потребни можеби некои анти-ејдж третмани на моја годишна возраст? Веќе овде доаѓаме... Да, 45 години, да, веќе солидна возраст, веќе станува збор за женско, тука веќе во менопауза навлегува организмот, се губат количините на колаген веќе поинтензивно, самата кожа станува дехидрирана, почнува да атрофира, гравитацијата исто си го прави своето, така да време е да се почне, тоа веќе и се касни во оваа ситуација на 45 години. А што беше прашањето за? Дека веќе прави класични третмани, не е задоволна со нив. Видете, класичниот третман е идеална солуција за чистење на лицето од мртвите клетки. И за 25 години може? Не, за секоја годишна возраст. Значи, пошто ние жените, знаете, се шминкаме, пудри, остатоци и така натаму, препорачливо е на месец, максимум до месец и пол, еднаш кога се направи класичен третман за да се исчисти лицето од мртвите клетки. Но до тука, значи ние со самиот класичен, затоа веројатно и пациенткава не е задоволна, затоа што ние со класичниот не ни постигнуваме друг ефект. Тоа сакам да го кажам, на 25 години е друго. Доволно е само да ги исчистиме мртвите клетки. Да, и кажав, и веќе и првите анти-ејдж третмани треба од 25-та нагоре да почнат, но тоа се некои, може например и рачни анти-ејдж, чисто како да се заситува кожата, нели, со потребните анти-ејдж состојки, но на 45 годишна возраст нормално дека нема да е задоволна само од класичните, зашто самата кожа веќе има потреба од нешто по-мокно. Така. И уште едно прашање имаме. Имам 50 години, деловна жена сум, не сум задоволна од моето лице. Брчките ми се се повеќе изразени. Имам чувство дека изгледам 10 години постара. Дали би можела да изгледам 10 години помлада? Досега сум слушала многу често дека постојат третмани кои што од 5 до 10 години може да те подмладат. Дали е возможно тоа? Па да, навистина е возможно, значи 10-15 години може да се подмлади, ако веќе одиме со, да речем, потешката артилерија. Значи овде станува збор за 50 годишна жена која не е задоволна од своето лице затоа што и се потенцирани брчките. Нормално е со возрастот да ни се појават брчки и веќе, ако сакаме да го вратиме времето наназад, нели, како што е потенцирано 10 години наназад, овде веќе би требало да се стартира со инекции, тоест каде што има потреба да се аплицира ботокс, таму каде што има потреба да се аплицира филер и навистина е возможно, значи со 10-15 години да се изгледа помладо, но овде веќе се постигнува резултат точно со таа техника. Полесните третмани овде може да доведат до само едно глобално освежување на кожата, да се врати сјајот и хидратацијата, но таа пареза, таа блокада и тоа пополнување на брчки не може да го направи, така да на 50 годишна возраст, која што веќе нели сака да се врати со неколку години наназад во изгледот, овде веќе филерот, ботоксот и мезотерапијата, како и комбинација од мезофилер. Повеќе опции во зависност од проблематиката и во зависност од тоа каде најмногу се потенцирани и изразени брчките.
Така, и на крајот на кришта се индивидуално мора да се дојде прво да се направи една програма за да се види со каков тип на кожа е различна, да. Кој проблем? На различни места се попотенцирани, кај некој има многу голема изразена симетрија меѓу десна и лева половина, така да навистина е различно и кон секоја кожа пристапот е индивидуален. Така, јас се надевам дека барем на дел од нив им одговоривме и им ги разјаснивме дилемите. Ве благодарам за тоа. Благодарам и вам. Кога се во прашање девојките, момчињата знаат точно каква девојка сакаат. Но девојката која се подготвени да ја представат пред своето семејство, најдобрите пријатели и колегите, треба да ги има следните карактеристики. Девојка со самодоверба. Тие сакаат девојка која е удобно во својата кожа. Сакаат жена која зрачи со енергија и која не се труди постојано да изгледа убаво. Вистинските момци никогаш не би влегле во врска со девојка која не ја сметаат за паметна. Мажите сакаат да имаат интелигентна жена покрај себе. Така таа ќе може да се вклопи во секоја ситуација. Спонтана девојка. Девојка која е подготвена да влета во непланирани авантури, која знае да ужива и да се смее. Девојка која во лош ден знае да ги насмее и да ги натера на добра забава. Со такви девојки мажите се многу поопуштени. Освен тоа, важно е да знаете да се пошегувате и на своја сметка. Девојка која цврсто стои на земја. Девојките кои постојано бараат невозможни работи само затоа што мислат дека им се може, за кратко време им стануваат напорни и неинтересни на мажите. Тие се интересираат за жена која е чувствителна. Девојката која е центар на сопствениот универзум може да биде интересна во почетокот, но многу брзо досадува. А мажите сакаат да бидат третирани со исто онолку добри на почит и љубов, исто како и жената. Шармантна, забавна, добродушна, девојка која ќе го поддржува и ќе има разбирање за се. Такви девојки сакаат мажите. Денешниот гостин во Урбан стил е музичар, композитор, текстописец и ако ви кажам Зоран, можеби нема да знаете, но ако ви кажам Цеки, знам дека сите ќе знаете затоа што сите чекавте да заврне. Зоран Руден Цекин, добре дојде во Урбан стил. Добар ден и добро ве најдов. Мило ни е. На почетокот вообичаено со сите гости го дефинираме поимот урбан стил. Што според вас е урбан стил? Кои карактеристики треба да ги има една личност за да може да кажеме дека е урбана? Урбан стил, значи нешто урбано, значи урбанизација на одреден дел. Јас живеам во урбана заедница и сум урбан. Урбан стил, значи урбан градски човек да има со стил, значи не мора да биде едноставно да има стил на свој начин. Различно од другите, меѓутоа да има стил. Да има стил. Да има стил. Така. Ја така го поимувам. Ајде на почетокот пред да започнеме со музичката приказна, од каде дојде Цеки? Затоа што така си препознатлив? Цеки. Од каде доаѓа Цеки? Зоран Руден Цеки. А Цеки е од целофан. Значи, мојот прв надимак, уствари, основата на димакот е целофан. Правев гимнастички вежби кои ја се виткашка од целофан. И значи од тука почна целофан. За разлика од други, јас си го прифатив надимакот, воопшто не ми сметаше, дури си го негував и продукцијата ми се вика целофан. Пошто е целофан малку подолго, скратено Цеки. Цеки ме се вика и така. Имаше варијанти Цеки, Цуки, Ама Цеки си... Така. Убаво што сте го негувале затоа што препознатлив се, како што кажа во најавата, токму по тоа Цеки. Кога ќе се каже Зоран па и Руден, меѓутоа Цеки веќе е јасно за кого станува збор. Кога јас кажав кој ќе биде гостин, како Цеки? Цеки, да, Цеки го знам. Ја мислам дека името и на димакот и било што си го носи личноста. Се ако кажеш, да кажеме Стојче, ако е некој Стојче така, ако е Стојче, значи некој тип, онда е Стојче. Стојче. Така и ова. Така. Ајде да започнеме со приказната за музиката. Од кога? Колку години веќе трае приказната со музиката? Без разлика, дали како пејач, како музичар, текстописец, кога беше првиот чекор, првиот допир со музиката? Многу пати сум ја кажувал, но сепак тоа е... за гледачите на Урбан стил. Сепак сме... Со музика се занимавам непрофесионално од некаде 8 одделение кое направивме првата свирка, фактички ние направивме матурска
условно кажано, ако е тоа матурска, значи основно одделение не ја направивме забавата, значи почнувајќи од пијалоци, јадење и свирење, свиравме, не знам да кажеме саат време, и после тоа пуштаме музика, меѓутоа ние организиравме целата таа забава. Тогаш ги направив првите пари и го купив првото појачало. Ете. И да речам, ајде полупрофесионално, пошто беше врзано за пари. Значи, како да ви кажам, како автор, тој што е автор цел живот. Значи, јас се сеќавам дека порано имаше касети, под касета на касета нас снимаваме, ја правев песни, имав таму тие 60-ки, 90-ки, мислам, полни касети со идеи, со песни, со наснимање. Сакам да кажам, веројатно дека тие што имаат порив авторски, порано или подоцна, тоа излегува. Значи, и тоа, доколку сакате вие да го истиснете, не можете да се борите со тоа, затоа што едноставно излегува од човекот. Сега некој се решава, тоест е похрабар и вика да јас сум тој и ќе направам песна, без разлика што да кажеме јас како гитарист, рецимо имало многу пред мене што биле и подобри, али како автор, значи еве јас свирам гитара, јас знам песна, ајде ја чуеме, па супер е песна, добро, ајде сви, значи таа сега ја вика таа продуцентска работа, мислам извршен продуцент, деме ќе ја дотерам ја таа работа. Значи јас ќе ги организирам луѓето, јас ќе соберам членови, јас сум тој лидер на групата, пошто тоа е многу важно. Значи да, имам оне добар све супер, ама не може да ја истера песната. Значи или ќе даде една идеја, па не може да го затвори рефренот и така натака. Значи тоа е една комбинација на луѓе кои, значи сакав да кажам, уште од мали почнуваат така и се надоградуваат да заклучиме од некаде 8 одделение. 8 одделение, па добре, да. Релативно млад, да не речам мал, релативно млад. Дете, да. И успешна е прегазната веќе толку години. Мене ме радува што во тоа време имав една песна Весна, се викаше и беше хит у тоа Кирил Печиновиќ, иначе таму заврши в 8. Тоа ќе беше моето следно прашање. Која беше вашата прва песна? Прва песна, уствари, не беше Весна, него беше некоја Трема се викаше. Порано ние сите пеевме на српски, пошто тоа беше така у таа бивша Југославија. Први тој беше текст на српски, а ова Весна беше на македонски. Значи прва на македонски. На македонски и беше хит, мега хит. У школа ја мислам дека скоро сите ја знаеа, значи немаше радија онака да те вртат. Баш кога ние бевме деца, тоа кој знае како сме звучеле ние, значи комплетно. Тоа сигурно не било нешто. Меѓутоа за тој временски период и за тие години за таа возраст било супер сигурно. Барем во тие кругови. Да бидеме искрени, сега децата многу подобро свират него ние што сме свирали. Можеби се посиромашни со идеи, со ентузијазам, ама како техничари се многу подобри од нас и групно овака звучат супер. Така. Сте после приказните, сте песната, чекам да заврне. Може ли да кажете дека е песна која што ќе ви одбележи кариерата или која што направила некој пресврт во вашата кариера? Па, веројатно така испадна. Значи, јас имам две драги песни. Мислам, покрај сите можам да издвојам две. Тоа е Чекам да заврне и Зелена кајсија. Чекам да заврне само по себе се наметна, можеби повеќе затоа што беше дел од Макфест. И се сачини 2000-та или 2001, не знам. И да, тоа е песна која така спонтано излезе и многу ме радува што ета остане и што така, нема никој што не ја знае таа песна и што не ја потпевнувал никогаш, затоа и така и кажа во најавата. А што е последно она што е најново? Тебе. Последна е една песна за Македонија. Јас не сум нешто кој знае каков патриот, случајно ми излезе, да бидам искрен. Македонија. Песна за Македонија, бидејќи песната беше 9 осмини, 11 осмини, еден мој пријател добар имаше некој љубовен текст, што ти не направиш ова за Македонија и така испадна една песна. Набрзо ќе биде промоцијата и на спотот.
Така, ето убаво, ќе очекуваме за Македонија. Моја Македонија, да. Така. А има една друга песница која што е многу убава. Верувам, можеби не го достигна или можеби се уште нема време, никако нивото на чекам да заврне. Меѓутоа мене многу ми се допаѓа. Нешто повеќе да не кажете за таа песна, Живот во 4 чина. Па да, тоа е веројатно и официјално последната. Живот во 4 чина. Видете, кај мене песните се малку подлабоки од што изгледаат на прв поглед. За жал живееме во време каде што никој возејќи кола нема да застане на страна и да рече чекај да ја слушнам ја песна, дали унутра има некој добар текст или дали ова е приказната врзана или не. Животот за жал така поминува. Значи Тоа е ова урбано модерно Живот време. во 4 чина е песна каде што буквално во 4 чина се осликува еден живот, значи млади тинеџери се заљубуваат, па после тоа несреќно не се зимаат и копнеат еден по друг до крајот на животот се спуштат. Приказната и во спотот, така да. И преубава. Спотот е исто направен, мада морам да се пожалам дека му дадо политичка конотација, зашто сум го снимал ја пред мната, мислам, кај да го снимам. Па пред еден нов објект. Живот во 4 чина се збори за театар, за чинови, ја не знам. Приказната сигурно си топнута. Било кич, било Добро, неверојатни работи, да. Тоа да. Тука си е 4 чина, веќе си носи театар, нов објект, модерен тоа ќе помине, ќе им помине. И песната ќе се излезе на површина, а ќе да. се излезе затоа што се слуша песната, ја знаат веќе сите, затоа реков, тука некаде наравно што се очекува. Да се надевам дека ќе погледаат од тој некој агал, така. Чекате, и спотот, значи, спотот е снимен во еден кадар. Значи, 3/4 од спотот е во еден кадар, а последната четвртина е снимена наопачки. Значи, тука е исто некоја уметност, наместо да се гледа таа уметност. И пак така. Мислам, Оно што е добро, ќе еден ден ќе си го најде патот, ќе си излезе, како што рековме за авторството. Освен што, само да напоменеме, песната е целосно ваша, така? Текст? Сите мои песни се... Така. Сите се целосно ваши? Кант авторски, да. Кант авторски, одлично. И продукцијата и... Да, несомнено, не би имало логика да биде поинаку. Освен што пишувате песни, што пеете, што друго сакате да правите? Имате ли некое друго хоби? Да бидам искрен, за жал, многу малку време имам за хоби. Тоест, немам време. Во меѓувреме, во моето студио се насинхронизираат турски цери. И преокупирани сме со таа работа, не дека е таа злодевна нешто. Или... И тука има уметност, значи тоа како да го склопиме, една реплика да звучи различно, да го доловиме, значи пак има уметност, да не... Иако плукаците вака така, значи кај нас работата тече максимално колку што може повеќе. И можам да го кажам тоа како хоби, бидејќи не ми преостанува друго време. Не е музика, а работиме со слика и со звук. Добро, еве кога имате малку слободно време, да речеме, во неделите, во слободните денови, што сакате да правите? Сакам да се качам на водно. Значи, јас ја сакам природата. Значи, доволно ми е водно, не морам да отидам подалеку. Значи, минатата недела бев у парк, ама паркот е нешто друго, така рамно. Така е рамно. Пак е, како да кажам, урбано. Малку адреналин. Урбано, по-неурбано ми е некако поубаво. Значи, може да биде по-нарамно, ама да биде по-диво место, барем некоја рекичка природна да тече, така. Едно свекенце да си најдам. Ете, кокиче јас сакав да уснимам некој кокиче. Да, овој период, затоа што никако времето промилниво потоку. Сега имаме убави роси, значи утренски, и тоа е убаво, значи само човек треба да стане, да се прошета и да ја доживеа, и да ја сликне или да... И да биде среќен околу тоа, бидејќи малите работи, точно. Колку роси... Забораваме да видиме, колку роси ќе доживееме воопшто во животот, уште 2, 3, 5, не знам. Така. Вака изгледа као чудно, ама не, а така е реално, значи кој станува со бајле да го доживее утрото или изгрее сонце, специјално е да си седнам, да си го видам. Да.
Убаво ова го кажавте и баш ке сте надоврза моето следно прашање ќе беше нешто околу ова пред да преминеме кај другиот дел дегустација на храна. Сакав да ве прашам дали вие сметате дека навистина имаме само 4 чина, дека 5 чин нема. Да, апсолутно. И тоа е приказна која веројатно сите заљубени ја доживеале. Апсолутно. Значи и треба да ги искористиме, така? Затоа што 5 чин нема. 5 чин не постои, затоа што е толкав животот, за жал, тие чинови се веројатно некако напишани, све прави со љубов и тужни или што рекол Балашевиќ. Така. Меѓутоа овде значи треба првиот и вториот се важни, така? Првиот и вториот се важни, ама првиот никогаш вториот кога се влегу вториот не сме во состојба да знаеме колку е важен првиот чин. Кога е третиот чин веќе и не се случува ништо бидејќи веќе првите два помина, а четвртиот веќе нема прифаќање или признавање или не прифаќање. Нема поента. Нема поента. Така, убаво кажано. Пред да преминеме кон вториот дел на дегустација на храна, да ве прашам дали сте пробале кинеска храна, сакате ли да мешате различни култури и кујни? Во Скопје, во Македонија не сум пробал, сум пробал различни храни и за мене е предизвик било каде да одам да ја пробам храната, тоа ми уствари не е важното нешто. Малите предмети, скулптури не ме привлекуваат, нити граđeviните или нешто така, али храната ми е преку храната. Преку храната на некој начин не се збржуваме така со луѓето, ако не ги знаеме јазиците. Ова е една таква храна, едно такво место, јас предлагам да видиме што ни подготвиле. Да видиме. Ајде. Силвија, од ова што е подготвено имам само нешто пробано, само оризот. Ова другото и мене ми е ново. Што ни подготвивте? Да, јас по некоја случајност сум пред емисијата се почувствував многу гладна и секогаш кога човек е гладен инспирацијата е поголема. Се одлучивме овој пат за се уште времето е ладно, нели променливо и се одлучивме за телешко месо, бидејќи обично кај нас статистички е покажано дека машките посетители повеќе сакаат телешко или свинско. Меѓутоа, ако веќе треба да бираме, телешкото месо е поздраво и е подготвено на многу интересен традиционален кинески начин, каде што ставаат кинески сол, кинески зејтин од сусам и ова мора да го покажам, бидејќи дава многу интересен шмек. Еве ги перцата, значи малце прасима, крумиче и перца да ги користат. И вака на поглед изгледа многу едноставно. Еве месото како е тенко обработено и сечено со сатар, за да нема потреба од користење на нож. Многу малце има во подготвувањето ставено соја сос, меѓутоа зејтинот што е ставен, кинескиот зејтин од сусам и ова како додаток, нели, му дава многу убав шмек. На дното на тањерот може да видите колку малку сос има, само онолку колку да попреми телешкото месо. Практикуваме да го јадеме топло, затоа што тогаш е посочно. Кинеската храна општо не ја препорачуваме да се јаде откако ќе се олади, бидејќи таа не трпи претоплување. Кога ќе се претопли, веќе не е тој оригинален вкус како што е првиот пат. Јас сум уште многу гладна, веднаш на главното јадење. Да, и колку замириса морам да кажам, само што го промеша малку, замириса убаво. Да, мене шмекот, јас сум, ова е нов специјалитет кој што последнава недела, можам да кажам, 3 пати неделно го јадам. Не е нов специјалитет во менито, на кој се уште имам голем мерак и ми беше желба, бидејќи вие до сега не сте имале можност да бидете во нашиот ресторан, да го пробате и да ми кажете дали само мене ми се допаѓа или навистина толку вкусно, да. И исто имаме како предјадење салата, која што сега кинеската салата, оние долгиме салати кинески, ги има и на нашите пазари и секогаш кога има сезонски, ние ја ставаме во нашето мени. Малце е со пикантен вкус салатата. Еве има, се гледа, нели, пепирчето, има нудлси. Ова нудлси се шпагети кинески од вид на кинески грашак, кои што се многу диетални и за машките и за женската популација. И обично, еве, гледате како зелката кинеска е обработена. Сега ќе земам повеќе нудлси за да ги видиме, еве ги нудлсите од грашак. Што се шпагетите? Тоа се кинески шпагети правени од кинески грашак, нудлси. Зашто во Кина има повеќе различни видови на нудлси, има нудлси од ориз. Ако се овие бели, не се од ориз, туку се од грашак и тоа е интересното кај нив и обично ги употребуваме свежи во салати или во супи. Ама меѓутоа не трпат пржење, не смее да се стават во главно јадење бидејќи на себе не може да задржат соси зачини.
многу се лесни за конзумирање, ја прават салатата поубава. Краставичка има, еве гледате краставичката е сечена со се лушпата, да, сечена со сатар и кинески сол, кинески зејтин и малце пикантен вкус да ни отвори апетит. Јас сум обожавател на луто и кога ми кажаа дека вас не ви сметаат вкусеви, веднаш нели тоа ми дава слобода да ставам малце пикантни специјалитети. И имаме како прилог оривче со ракчиња и со нов лут сос, пикантен. Овој сос од неодамна веќе 2 месеци е во нашето мени. Има специфичен мирис, многу е поразличен од нашите лути зачини и сакам да го пробате за да добиете една слика за кинеската кујна и уште е нешто сакав да представам преку овој спојна специјалитети дека кинезите секогаш практикуваат на масата и мешаат да има и свежа салата и морско и телешко. Значи обично ние одлучуваме дали за ручек ќе јадеме морско или ќе јадеме месо, да ги двоиме. Во кинеската кујна вака прават, се ние сме помалку особи, тројца и за тоа помалку јадење. Меѓутоа кога ќе се наполни масата со 6 до 7 особи, ставаат од ладни салати пред јадење, мешаат и морско и телешко и вегетаријанско јадење и сметаат дека на тој начин се прави баланс на телото, се да се внесе количински малку, а да биде во доволна мера и дека така треба, дека не е правилно да се селектира храната и дека не е точно ако измешаме различни сосеви, зачини или месо, дека може да не биде тешко. Затоа често кинезите практикуваат печурки во храната, затоа што печурките ги користат како чистач на отровите и за полесно варење на храната. Секогаш ставаат нешто во храната што може да го олесни варењето и немаат проблем кога мешаат. Нели толкава популација, кај нас ние се плашиме да мешаме, ама предлагаме еве вие ќе пробате, па ќе ни кажете како делува на вас. Ја да пробам со стапчиња, мада никад не сум пробал. Да, сега ќе ве научам. Силвија, јас не знам дали да прашувам, дали беше убаво или не, затоа што се гледа по трапезата, ама сепак мене ми беше се убаво, оризот го имам пробано со новиот лут сос, ти кажа веќе дека ми е омилен, поубав ми. Да, било ми што и на тебе, поделиме истото мислење. Салатата беше многу свежа и месото беше преубаво, за прв пат го пробувам, меѓутоа јас досега сум била и многу пати сум дегустирала, да дадам збор на гостинот, затоа што прв пат доаѓа во овој ресторан и прв пат овде пробува. Ја морам да ја пофалам кинеска храна, можам да кажам дека е прекрасна. Во меѓувреме научив и да ги користам стапчиња. Браво, честитки. Се надевам дека ќе успееме барем малку да ги заинтересираме гледачите за да се уверат во ова што е прекрасно, фантастично и што ние тука во Скопје не сме имали прилика да го пробаме. Ви благодарам. Баш ми е мило што е така. Силвија, ти благодарам за тоа уште еднаш. А вам, Цеки, ви благодарам и ми беше многу мило што ни бевте гостин во Настил. Благодарам и на вас. Благодарам. Работиме многу, стресно и напорно. Кога доаѓа време за јадење, посегнуваме по она прво што ќе го видиме. За време на пауза, наместо да посегнете по своето омилено млечно чоколадо или кесичка чипс, изберете здрава варијанта. Денес ви нудиме 7 здрави продукти кои треба да ги имате секогаш со вас кога сте на работа. Кикирики. Освен што ќе го убијат гладот, кикириките се добри за концентрација. Одлучете се за нелупени кикирики, биејќи во нив нема дополнителни масти и сол. Црното чоколадо е здрав деликатес и секогаш треба да го имате во вашата торба. Истражувањата покажуваат дека црното чоколадо може да го подобри расположението, бидејќи влијае на хормонот за среќа.
па кога имате лош ден на работа, каснете 2-3 коцки темно чоколадо со барем 70% какао. Пуканки. Овие заразни грицки нека бидат вашата совршена ужина. Во нив има многу малку калории, ќе убијат гладта, а ќе ви дадат енергија. За да ја надокнадите изгубената енергија во напорниот ден, потребно е да внесувате протеини. Бадемите се многу здрави, но бидете внимателни бидејќи се висококалорични, па затоа ограничете ја својата порција. Многу е добро на своето работно биро да имате суво овошје наместо крекери или чипс. Сувото овошје, како што е аронијата, банани, грозди или кајси, се совршен начин да имате ужина ако сте цел ден во движење. Јаболка. Ова рајско овошје е многу хранливо и затоа треба да го носите секогаш со себе. Докажано е дека јаболката е природна четка за заби, бидејќи ги симнува наслагите од храна на забите, а помага и во губењето на килограми. Овошен јогурт. Овој калоричен но вкусен напиток ќе ви помогне да ја обновите енергијата на работното место. Постојат и овошни јогурти кои ќе ви помогнат при слабењето, а нив може да ги помешате со овесни снеголки и вашата ужина ќе биде комплетна. Во реномираниот Центар за убави на силуета разговараме со собственичката Мелина Милески на тема Remodeling Face. Мелина, Remodeling Face представува еден од најиновативните третмани во последно време. Зашто станува збор? Од Biologic Recherche сме зборувале веќе неколку пати за самата козметика. Има повеќе апарати кои ги работиме во салонот. Значи, еден од нив е Remodeling, а другиот е Micropuncture Lab или мезотерапија, која што ќе ја понатака зборуваме во некоја емисија. Сега, ова е апарат што е всушност комбинација од 5 апарати во еден. Значи, ваков резултат на вистина сакав да го видат нашите клиенти и гледачите воопшто, затоа што денеска го покажавме како изгледа една половина на лицето кога ќе се спореди со другата после еден третман од отприлика 20-30 минути. Можам да кажам дека овој третман всушност е комбинација на 5 методи, меѓу кои контуринг, лифтинг, плампинг, оксигенизација. Значи, се прави едно преубаво освежување на лицето. Се затвараат порите, се измазнува кожата. Делува исто така на закнеста кожа, делува на лифтинг на лице, значи делува на лузни. Комбинирано и зависно од тоа што му треба на секој клиент. Затоа и секој третман не личи еден на друг. Од прилика и не трае исто и зависно од тоа што ќе се искомбинира внатре. Самата куќа Biologic Recherche на француски, кој ќе се преведе на македонски всушност од француски, значи биолошко истражување и овие сите препарати што се внесуваат во самите третмани се по пат на тоа биолошко истражување донесени како еден финален производ кој нема парабени, нема парфем, нема ништо, никаква хемија, мирисаат сосема природно, а нивниот ефект е како да внесувате, нанесувате, односно на вашето лице или тело или па коса, затоа што има исто така и за коса препарати, живи клетки, значи живот, буквално го чувствувате. Како самата природа да ја нанесе. Како самата природа, затоа што самиот третман кога ќе се нанесе, се чувствува една свежина, таа оксигенизација се чувствува како да дишате кислород. Значи, неверојатни се резултатите и затоа сакав и да ги видите вака во самата емисија. Јас би препорачала на секој клиент кој сака да не посети, да си го направи тоа во овој период токму, затоа што имаме сега направено една убава промоција на би сакала да го почувствуваат сите и затоа го направивме како еден пакет, 5 третмани на ремоделинг со плюс 3 мезотерапии гратис, значи еден третман од 8 третмани вкупно, нехируршки лифтинг, кој може да се изработи од прилика во текот на еден месец, чини 250 евра и за овој третман, за овие третмани, односно за овој пакет, се овозможува едно
губење на 10 години, значи едно подмладување и еден убав резултат што и вие самите го забележувате, што околината го забележува, што трае и го препорачувам на сите. Верувам дека сега сите кога слушнаа за едно 10 години подмладување ги попуштија своите ТВ приемници за подобро да не слушнат, а и се надевам дека ќе не гледаат со внимание затоа што до самиот крај ќе имаат можност да видат како третманот изгледа. Затоа и толку долго се задржавме овде за да видиме како всушност фазите доаѓаат и кој е крајниот резултат. Оно што е интересно е тоа што веднаш после првиот третман има резултати. Да. Тоа што го нуди ова козметика заедно со уникатните методи комбинирани во еден апарат е навистина магично, значи она што се случува. Јас пак ќе кажам дека во некој од следните емисии ќе го презентираме истото и на тело. Јас мислам знаете дека бев бремена, имам 4-месечно бебе сега, така да се вратив буквално како пред бременоста во однос и на вишокот на кожа зборувам. Нормално при бременоста па и ме видовте на емисиите. Има можност да видите пред и потоа. И добро што вака сега снимивме баш во овој период. Тоа што сакам да го кажам е никогаш толку брзо не сум се вратила во однос на вишокот на кожа зборувам. Некој може да качи килограми малку, некој повеќе за време на бременостите или воопшто мислам не само и бременоста, туку и самите ние кога качуваме килограми, кога симнуваме, страда кожата највеќе и на лицето и на телото. И затоа понатака ќе го презентираме и на тело како изгледа во однос на стри третманот и во однос на вишок кожа како се намалува и измазнува. Така, во меѓувреме можат гледачите да видат како изгледа на лице, овде со тебе можат да видат како изгледа на тело. Интересно е она што одма има резултати и навистина брзо, дека станува збор за Biologic Research, несомнено е дека е така, затоа што работат со природни материјали, значи природни продукти и третманите мора да се такви. Што се однесува во однос на тоа, иако рековме дека станува збор за еден нехирушки третман или лифтинг, веќе станува збор за брчки, израмнување, се, меѓутоа со само тоа се спомена дека и за други работи. Кој се може да подлежи на овој третман? Зашто се може да се користи? Па ние денеска мислам гледате навистина голема разлика од левата и од десната страна на лицето. Верувам дека гледачите ќе видат разликата како веѓата се подигнала окото исто така, како јаблокницата се подига, бората станува помала од едната страна во однос на другата. Исто така подбрадокот се намалува. Значи може да се работи и за лифтинг, може да се работи и на намалување на подбрадок во однос на масната наслага тука околу подбрадокот, вратот исто така, деколтето, убаво да се измазни, да се направи еден анти-ейдж третман, не хирушки лифтинг, односно целосно подмладување, но исто така го препорачуваме и за лузни, стрии нормално на телото, тоа е друга тема, но сепак да ја спомена. Исто така акни, едноставно намалување на оние лузни што се јавени од неправилно чистење на лицето или пак од некоја непогода и така натака. Така, ова што го кажав се навистина многу голем број работи кои што може да се средат со Remodeling Face. Еден апарата прави чуда. Одлично, уште да кажеме, верувам дека од она што го кажавте нема некои контраиндикации, несакани ефекти, ограничувања за тоа кој може или не може да го направи. Нема. Во однос на полот можат и мажи и жени. Така е, и мажи и жени, и помлади и постари. Така. Денеска немавме некој многу возрасен модел за да ја видите уште поголема разлика, затоа што верувате на оној што на клиент кој има навистина изразени бори и многу опуштен тонус, уште повеќе би се забележи. Така видлива разликата. Да. Така, одлично. Се надевам дека сите не гледаат со внимание и некој ќе реши што му е потребно да направи Remodeling Face. А за разговорот ви благодарам. Благодарам и на вас. Без разлика дали ги обожавате гениалните мелодии на Моцарт или Бах, реге звуците на Боб Марли или R&B музиката на Ријана. Слушајќи ги хармоничните тонови, вие го релаксирате телото и ја храните душата.
Слушањето музика е едно од најчестите хобија и постојат милиони луѓе кои го започнуваат и завршуваат денот со музика. Музиката е насекаде. Сите ја почувствувале, но само мал дел знаат колкава е нејзината моќ. Музиката е лек за душата, но и за телото. Тоа не се празни зборови, туку еден вид опис на така наречената музичка терапија која користи музиката за да постигне физичко и емотивно лекување. Експертите се повеќе навлегуваат во тајните моќи на музичката терапија. Така се поголем број болници низ светот имаат оддел во кој музичките терапевти користат различни методи за слушање и создавање музика за да им помогнат на пациентите да си го подобрат здравјето. Иако е јасно дека музиката може да предизвика силни емоции кај слушателите, научниците се уште не знаат како тоа се постигнува само со еден сет на звуци. Сигурно некогаш некоја песна ве трогнала до солзи или ви измамила насмевка на лицето. Не е потребно никакво музичко образование за емотивно да реагираме на музиката, што сугерира дека таа реакција е вроден дел од човековата природа. Дури и лошата музика може позитивно да влијае, покажуваат некои истражувања. Музиката може да не релаксира после напорниот работен ден, но и да не извади од најдлабоките емотивни кризи и да ни помогне да ги надминеме сериозните здравствени проблеми. Таа го зголемува оптимизмот и ги зближува луѓето. Сигурно не ви треба повеќе убедување. Време е за вашата омилена песна. Тука е крајот на овој урбан стил за оваа недела. Ви благодарам што не гледавте до самиот крај. Знам дека е така затоа што бевме корисни, интересни и забавни. А знам дека ќе не гледате и наредната среда 21 часот на Skynet. До тогаш останете ми урбани.